Мајкша сена за Стојан Велков Трн. Можам да кажам дека кога сум во Струмица уживам да го гледам, тоа е столбот или стожерот на Струмички театар и оној кој што можам подеднакво добро да уживам и во неговите драмски изvedби, во неговите комедии. Вчера гледав, имав среќа да видам на комедијата Секс, лаги и љубомора во режија на Симиша Евтимов со одлична актерска екипа од 6 актери кои што многу добро ве познавам јас и вие меѓу себе се познавате, предводени Стојан од тебе, како вообичаено што се случува на представите во Струмички театар. И сакам да ти кажам дека ти си чудо од актер. Значи, кога ќе кажеш за некој дека е чудо од актер, тоа наистина го мислам за тебе. Што и да ти даде режисерот да одговориш, ти ќе го направиш тоа до перфекција добро. Така бевте вчера сите, ви честитам за убавата улога, за преубавата представа. Публиката ни е, не знам, громогласно ви испративме со аплауз цело време и урлавме за време на представата, можам тоа да го кажам слободно, дека урлавме, ми се нема случајно. Не памтам од кога така јас да доживувам представа. Вообичаено сум, кога гледам представа, сакам да сум сконцентриран на ликовите, да ве пратам вам како вие, што вие, а јас да сум во втор план, а вчера не можев да се воздржам, јас вчера толку убаво се забавав и толку се смеев, што бев составен дел од сите останати во публика. Како прво благодарам за убавата најава, морам да кажам дека тој го мислам и не е од никаква скромност, дека јас мислам дека ако не се колегите, ако не е поставеноста на режисерот, ни еден актер не може така да биде со тие епитети кои вие ги кажевте. Првенствено, значи, колегите и режисерот, потоа се друго. Друга работа е, не можете да правите добра представа ако не се направи добра екипа и добра атмосфера во екипата. Така да, но театарот е заедничка работа и зависат сите од секој зависи. Друго, да, вчера имавме прекрасна изведба на представата Секс, лаги и љубомора. Ете, за среќа ти беше учесник во публиката, како публика во представата, но можам да кажам слободно дека скоро секоја изведба е таква. Но вчера имаше некаква посебна енергија. Публиката не престана да се смее, да реагира практично на представата што сме направили, што за нас е многу голема работа и големо признание дека е таков тип на представи, комедии од тој тип се потребни за Струмица и за струмичката публика и дека се барани. Ова представа, меѓу другото, сега не е кој знае колку, ама над 20 пати има изиграно, со тоа што имаме година и пол и повеќе пауза. Тоа е, мило ми е што и покрај тоа што ете такви се времињата, луѓето сепак имат желба силна да дојдат на театар и да видат што работиме, што сме сработени и кои се нашите продукти. Стојан, како живееш во Ново село? Во Босилово. Во Босилово. Кажи ми, уште од мал знаеше дека ти си актер, те привлекуваше нешто актерството, одеше во тие рецитаторски, драмски секции за време на основно, средно? Да, во наше време имаше секција код Гоце Делчев Босилово, имаше драмска секција, во која една од сестрите, имам две сестри, поголемата, членуваше и така на тој начин некако влегов, дзирнав во тој магичен свет театарски, гледајќи ја сестра ми, но и сите други представи во кои таа не играла, и ме завлече некако тој театар, таа сцена, таа бина, што ја викавме ние. И уште од 8 оделение, мислам дека беше 8 оделение, може и порано првата представа, но така со малце поголем ангажман, во 8 оделение игравме, мислам дека Железна младост се викаше представата, и така видов дека тоа за мене нешто значи, нешто буди во мене, таа сцена, тој однос со луѓето, дружбата со нив, достигнувањето на задачата актерска и така натаму. Сепак тоа беа аматерски театарски дружини, но доста плодна почва за и понатаму место каде што некој може со такви афинитети да се преиспита, да се испроба, за да види дали понатаму е тоа негова одредница. Така,
Кут Гоце Делчев го силал најмногу, потоа во гимназијата овде во средното училиште. И така тргна работата некако. Ми остана уште од тогаш желбата, силна желба која тлееше и се развиваше и растеше. Бев после средно војска, па немаше класа и после на 21 година се запишав на академија. Од прилика патот кој ме натера да бидам дел од театарската сцена. Претходно, овде каде ги гледаше представите во Струмички театар? Да, имав гледано представи и преку училиштата и така сум доаѓал, но тоа што можем да кажеме дека учеството во, како што реков пред малку, учеството во представата е тоа што те тера да го засакаш и да се преиспиташ дали си за таму или не. Додањето се развива. На академија те примија одма? Да. Во која класа беше? Во класата на професорот Владимир Милчин и асистентка беше тогаш Сузана Киранџиска, 2001 година, пред 21. Пред 21 година? Да. Кој ти беа, колку души бевте во класата? Кој ти беа? Па бевме 15 луѓе во класата. Многу сте биле? Колку завршите? Да. Па скоро сите. Скоро сите, не? Дека заврши. Да, сите заврши. Со тоа што благодаря простиката од Битола имаше несреќен случај почина. Дојде Неда после, па заврши и таа со нас. Кој од попознатите, се не знам, Сашко Коцев беше, Горас Цветковски, секој спомнавме покојни Славиша Кајерски, исто, Даниела од Прилеп, Јасмина, Николче од Битола, Лина од Битола, Благица, Маја од Велешки, Благица од Скопје, Сонја Стамбулџиевска, Санела, не знам дали се занимава уште со театар. Се пратите, се слушате, се гледате? Па да, не толку може би често, но се гледаме, знаеме да свртиме број или да се пишеме, да напишеме по неколку збора на интернет. Така не е толку интензивна дружба, тоа секој си е со своето, но знаеме и кога имаме фестивали да се видиме, да седнеме, да се поразговараме. Имаме некој близок присен однос, но не е константен, да кажеме. Не сме близки, можем да кажеме. Уште од студентски денови се знаеше дека ти ќе бидеш тој околу кој што ќе бидат другите глумци? Се знаеше нека поделба имаше што од тогаш? Па не, јас сега не се доживувам како дека другите глумци си нешто околу мене, туку дека сите заедно гравитираме во една представа и во еден театар. Мислам дека не беше тоа случај во класата на академија, затоа што Милчин како професор не дозволува да се некој да биде уште да биде некаков столб, како што се изразите вие, во кој ќе се вртат другите, туку едноставно сите има потреба од секој и да нема потреба да се храни егото и суетата, да се ствараат некакви условно звезди кажено. Не беше, мислам дека не беше таков случај. Да кажеме Сашко Коцев се истакнуваше повеќе во таа насока дека има таква енергија, може да повлече да сврти внимание на повеќе луѓе, но на сцената се разбира бевме сите исти. Да, Сашко Коцев во Кумановски театар, кога беше? После првата представа му придов и му викам ти ќе бидеш звезда. Таков тип е. Тој го носи тоа во себе. Исто и тебе во првата представа кога те гледав, исто ти имам придено и ти имам кажано дека ти ќе бидеш тој. Добро, за мене е многу битно да се развиваме во театарот, во таа театарска смисла, тесна театарска смисла, да се развиваме и да ја откриваме вистината преку театарот. Тргнувајќи од со што се занимаваме, која е содржината, темата на представата, потоа односот со колегите, вистинскиот израз на сцена, некако да се копат, да се дојде до вистината. Тоа е една од работите со кои во последните неколку години сакам да се занимавам. Отфрлајќи ги сите небитни нешта и брусејќи ги од мене, па и од сите нас учесници во представите, сите небитни нешта кои што се налепени дали од други институции, дали од филм, од серии,
главном интернет и телевизии. Театърът е посебен медиум и той трябва да се ствара посебна, односно да ја задржи таа посебно изразување негово, да не многу се меша со телевизијата како медиум, но ете да кажем со ова представа, именно тоа се случува. Значи, тоа е еден класичен ситком, кај што игра на ситуации, каде што се случуваат некои нешто, кои што може би во животот не би се случили, но ете, како така се наместени, работите и се случува таа представа. Но без разлика во што и да играте, во која представа, во каков жанр да играте, мислам дека искреноста треба да биде првиот и основен постулат. Отвореноста кон колегите, многу е битно да се слушат колеги, да се слуша режисерот во таа смисла водечка што има во секоја представа и да се внимава да не се натежнуваат односите меѓу луѓето, затоа што ако имате неубав однос меѓу колегите, тогаш некако тоа ќе излезе и на сцена. Знам, тоа ќе се примети одно. Некако или во самиот може на самата изведба не, но во креирањето на резултатот има колеги кои се професионалци без разлика дали сте во блиски односи или не приватно. Обично се случува тоа да влијае некако. Затоа е многу битно да се задржи таа добра атмосфера за работа. Играл многу представи, и вакви и такви жанрови. Имаш ли некои што ти се омилени, што не си на сцена веќе? Па, можам да кажем дека во оддавна имам, не знам, неколку представи кои ми оставили впечаток како актер. Ето, првата моја професионална представа е работа со мојот професор, бев 4-та година во Куманово. Вишновата градинка се викаше и таа ми остави длабок впечаток, затоа што прва и со мојот професор надвор од академија. И самата работа со сите актери. Потоа, ете, животинска фарма по книгата по новелата на пороманот на Орвел, работеше Љупчо Георгиевски. Таа представа има шанси да се врати, но сепак со тие протоколи, со тие африканци, не знаеме што е во Ханга. Сместена и е тесен простор. И таа представа, тоа мора да инсистирате да се врати, затоа што навистина е досовршен со добро направена представа и поучна представа за да гледате. Силна представа, во секој случај, силен израз. Тие можем да кажем дека била добра, одлична соработката со Дарко Ковачевски со куклените представи, неколку. Се разбира Синиша еден од и без разлика што тој се решил да се занимава само со комедија, има супер однос со актерите и остава такви траги. Последните неколку години работам со Дејан Ангелов, кој има завршено во Бугарија, кај доста сериозни, доста посветени режисери театарски. И тоа ми е нешто што ме влече и што ми дава како нов прозорец, ново поле театарско и како изразно средство, но и како начин на работа. Како магнет некако ме привлекува. И тоа ми е представата монодрамата Кротка и Бунтот на Каин, односно представата Каин, која играм, која е дуодрама со колегата Сашо Ордовски. Музика работи Ставро Ангелаков и од продукција на Транзент, практично Никола Пијанманов го води уметничкиот дел на Транзент. Така да таа екипа некако во последните 2-3 години ми остава силен впечаток и силна волја и верба за продолжување на некој по-друг, по-исконски можеби начин на гледање на театарот и креирање на театар. Стојан, не сакаше во Скопје да останеш после студии да работиш? Па, некако така се наложи работите, почнав тука, после академија веднаш почнав да работам овде. И сакав и нејкев, ама не знам, во Скопје не ми е некако градот, што знам, може не сум свикнал, може не ми оставил некаков силен впечаток дека тука нешто посебно ќе се случува. Се разбира дека Скопје е различен од Струмица и дека театарот и така натаму,
Но може би ме привлече тоа што почнав да играм улоги овде, а во Скопје кој знае кога ќе почнев, може после 5 години. Да. Некако така се судбината така се сакала, така се случи ја работите и останам. Не ми е криво да кажам. Не ми било никогаш криво и кога дојдов овде немав некои мечти ети таму да останам. Многу си активен и за рудникот Ловица, што е за злато и за бакар. Да. Мислам, активен си против рудникот. И тоа го правиш во континуитет веќе години мислам. Да. Тоа е. Кажи ми како почна сето тоа и како се одвива сето тоа и ќе има ли епилог, се гледали крај на сите тие напори кои што ги вложувате вие да се затвори на некој начин, односно да не се отвори? Почна, знаете, кога нешто се случува и кога имате некои предзнаења за некои работи, сакате да ги испитате работите до кај се. Почна со еден случаен, може и не случаен разговор дома со мојата сопруга, што правиме, тоа е голема работа, кога почнавме да боричкаме и да гледаме некои работи, тогаш Ангел Наков од Гевгелија почна да ги разоткрива некои нешта. Овде имаше јавна расправа една, кај што може да видам колку всушност кажани факти од одредени стручни лица кои што знаат што е рудник, па и од други лица кои искрено кажува со од нивното искуство што е значи рудник и така некако се алармиравме, напишав еден статус на Facebook, се закачија неколку луѓе и почнавме, основавме Здрава Котлина, кој првенствено е цел да се бори против тој рудник за бакар и злато и Ловица штука. И потоа се налепија и други луѓе, едноставно гледаш дека ако си активен во одредено поле, истомисленици има многу, особено ако станува збор за такво страшно нешто како што е тој рудник и за толку девастирачки последици на животната средина на природата. И можем да кажем дека ако не бевме ние, ако не беше целиот одбор, кој се состои од многу луѓе не сакаат да постои тој рудник овде, тука што живеат, можем да кажем слободно над 98% од населението. Ако не беше тој отпор и неколку стотици активни луѓе, досега ќе го имаше тој рудник. Во таа насока сме добри затоа што нема се уште рудник, а и нема да има затоа што треба сите нас да на некој начин отстранат за да се успостави. Друга работа е тоа што тие правно не ги исполниле своите обврски како концесионери за 4 години кои им биле дадени од државата и тоа е некаква тоа е најголемата искра правна на надеж, но сега работата се влечка по судови, по виш управен суд. И тие треба да донесат конечно решение, иако се е кристално чисто и јасно и сите сме свесни за проблемите и сите сме свесни за тоа дека правно не ги исполниле своите обврски. Но исто така како што треба борба против одредени нешта во државата, треба и борба со самите институции на државата, затоа што секаде можете да најдете луѓе кои ќе се подкупат, кои што ќе се продадат себе си и своите за профит. Верувам дека ќе имавме многу поголем успех ако парите што ги вложија овие Евромакс во така наречени подароци, ние ги викаме нели данајски подароци, за кон несвесни, несовесни луѓе, и верувам дека цела приказка ќе беше завршена. Но таа е битката што останува да ја бориме и сум убеден дека ќе извојуваме, затоа што ако не ја извојуваме, треба сите да се преселиме. Затоа што и не станува збор само за Струмичката котлина, во многу поголем регионот кај што се извезуваат, се произведуваат разни производи од земјоделството,
рано-градинарски зеленчуци, овошија, па и местни производи и така нататък. Имаше и перформанси тука пред домот на културата. Имавме перформанси, имавме тука пред домот конкретно и протести, и перформанси. Лично 2 месеци, без да побарам од некој друг, моја желба 2 месеци стоев тука на площадот, скоро секоја вечер, можем да кажем и секоја вечер, за да сватат луѓето дека што е рудникот, каде, на каде не носиш, кои се последиците и така, за просто да се освестат луѓето што се случува. Но имавме доста протести и повеќе масовни протести, па и помали протести на одредени места кај што мислиме дека треба да има. Реагираме. И сме будни цело време. Овде имавме перформанси и за култура, физкултура, иницијативата што беше, затоа што, нели, знаете сите дека ни ставија несоодветен кадар да биде директор на институцијата. И тука успеавме, имавме 8-месечна борба, можем да кажем дека успеавме нели да го смениме. Човекот кој што беше физкултурец. Човекот дојде воопшто тука? Да, беше. Јас мислам дека над 8 месеци воопшто не ни бил тука. Беше директор. Да. И успеавме таа битка да ја извоиме, но и сега следни битки што не чекаат во однос на театар. Тој беше свесен тогаш дека вие немате ништо против него како човек, него против првиот ден го кажа. Го кажате, да, го кажеме дека тој нека си биде тоа што си се разбере. Но имаме против тоа што не е адекватен кадар за да ја води институцијата која има 3 сектори. Но секако проблемите не престанаа со тоа. Се уште одредени проблеми постојат и пак сме во некаква акција, сакаме да се сретнеме со министерката, да ја образложиме, да ги образложиме сите проблеми кои се наталожени, за да можеме како уметници да постигнеме една нормални услови за работа и нормална комуникација меѓу нас овде, за да можат нештата да тргнат. Секој да си ја знае работата, секој да си ја гледа работата. Чудно е како кај сето е комплицирано и како може да биде едноставно. Да, може да биде едноставно и како пред вас зборуваат едно, сигурно кога ќе им кажете што тие да, ви кажуваат дека тоа ќе биде и тоа толку трае. Знаете, тоа е затоа што најмногу во последните деценија или 2, да кажем последната деценија се натрупа институциите државни со партиски, така наречени партиски кадри. Не е проблемот некој да биде од одредена партија. Нека си биде тој, ама да биде кога влегува на работно место, треба да биде соодветен и адекватен за работното место. Треба некој да му каже што да работи и како да ја работи својата работа. Знаете, тука се запослуваат луѓе кои што воопшто немаат никаква допирна точка, да кажеме конкретно со театарот или со другите сектори. Значи, не тоа што немаат, нема кој да им каже, нема кој да ги научи, значи, треба да поминат одредени курсеви за да посетуваат, одредени семинари. Треба да се знае дека театарот навистина е свет храм, дека не може секој да влезе и со секакво однесување, дека не може секој да ја работи таа работа. Мора прво да имате огромен почит, огромна љубов кон театарот, да сакате да искреирате, треба да знаете што значи да се биде маркетинг на една представа, да се биде светломајстор на една представа, да се биде реквизитер и така натаму. За среќа имаме луѓе кои што работат, но можем да кажем дека не е на задоволително ниво целата организација што гравитира околу креирањето на представите во театарот. Стојан беше кандидат и за градоначалник на локалните избори? Не, или за совет, да. Да, и влегов во Советот на општина Босилово, влеговме тројца, Ново село, Струмица и Босилово, по еден од независната листа Стига. Влеговме како целосно независни од никоја друга партија или било која друга моќна сила што стои позади нас. Едноставно луѓето кои увидува дека тие последните 4 години се бориме честно, искрено, реално, со цела срце, со цела душа против тој рудник, увидува дека во тоа наше движење има искреност, има реално залагање за проблемите. И да, влеговме и сега се
борбата на некој начин се продолжува и таму, но се разбира постои другите форми на борба постојат, но ете влеговме во тие совети за да можеме да алармираме, да укажеме на одредени работи, постојано да вршиме некаков притисок врз другите да се сменат работите и така. И полека има некои резултати од тоа што. Колку мина сте во советот и колку често се случуваат тие? 15 луѓе сме во советот, Струмица, Ново село и Босилово, Струмица се 23, поеднаш, да кажеме, и ретко 2 пати месечно, но поеднаш месечно се среќаваме и дискутираме за работите, но јас сакам да наметнам некаква динамика на среќавање, на почесто среќавање, затоа што има доста проблеми, а со тие комисии кои се формираат таму, си има одредени комисии посебни за одредени решта, може да се кои се составени од 5 луѓе кои се членови на советот, може да се разработат убаво работите, за да може на советот после да се донесат одлуки и да се образложат проблемите кои што се на комисии. Што ви кажат, глумецов сега пак ќе ме малтретира пак. Да, или да вамира, да живееме. Па на некој начин Сигурно не те сакат. Не, па не знам дали ме сакат или не ме сакат, ама знам дека јас и неколкуми на други само зборувам. Да, тоа. А тие што зборуваат, особено тие што зборуваат од вистината, Да, се баш тие не се сакат, не се пожелни. Но се надам, искрено се надам дека од луѓето што сме во советот ќе почнеме малку да ја согледаме нашата важна улога во тие совети и нашата одговорна улога во тие совети и ќе почнеме да одиме по некој пат на реално решавање на проблеми. И мора да се створи исто така дискусија, разговор за околу нештата проблемите кои не мачат и начин на нивно решавање. Тоа е некаква цел која што имаме ние, која што сме зацртале, да можеме да се восплати таа цел во советите. Јас стојан одма би те ставил за премиер за да тргне Македонија. Такви луѓе ни требаат и затоа не ги сакат тие луѓе кои што се паметни, кои што можат да направат. Да, благодарам, но јас не би се ставил на таа позиција. Главното нешто што фали во нашата држава, па и овде пошироко, е тоа што мудроста, можел да кажеме и во светот, дека на светско ниво политика, тоа што мудроста не владее. Туку едноставно се ставаат луѓе марионети кои што можат без никакви скрупули да решат, да потпишат некакви договори кои што се штетни на сите и башка знаеме политичарите, висока политика е овде кај нас бареме првенствено за стварање на личен интерес и така малку е тешко никој да не поднесе одговорност за тоа што ни се случува последните, на Македонија барем последните 30 години. И тие се некакви други води кои мислам дека не ми е местото таму, а и би ми однеле многу енергија. Мојот првенствен повик, како да кажем, мојот повик за влог на мојата енергија е театарот. И таму сакам да оставам првенство. Фамилиарен човек си? Да. Имаш и деца, живеете во село. Да, живеем во село. Работиш... 3 деца имаме. 3 деца имаш плантажи, да речем, на кои што ги... Па имаме диви кои што ги обработуваме и со татко ми претежно ги обработуваме дивите за да си произведеме храна за нас, кој што не е третирана хемиски, кој што никакви вештички ѓубрива скоро никогаш не фрламе, освен кога мораме, тоа е многу ретко. Што имате најмногу? Па, садеме нешто и за животните, садеме и за нас, да не набројам сега, но тоа што се консумира, не е нормално, тоа што има потреба. Животни што имате? Па, класика, конј, кокошки, кози, свињи, тоа, куче, мачи, само нив не ги коли. Не ги колите. Мачите. Децата уживаат? Децата, да, многу се преврзани со животните. И просто тоа им е нормално. Таму се израснати, тоа им е
немат никаков ни страв, ни отпор према нив и тоа е нешто што ме радува и затоа што ја гледам љубовта и поврзаноста меѓу животните и децата и мислам дека е тоа природна средина да расте едно дете. Затоа што градовите, особено големите градови, се веќе изолирани целосно од природата, а да не зборувам каква храна консумираат и каков воздух дишат и така натаму. Уживаат децата во таква средина, се дружат со животните и така, тоа е нешто што ме радува. Исто така и кога растенија, кога садиме за по дома, учествуваат во тој процес. Тука се врткат, тука се запознават и со земјата и со тие специфични убави мериси на земја, на растенија, на плодови. И имаме така некои, можеби некој пат и заеднички работи. Генерално тука се вртат за да можат понатаму или во поодминати години да може да им дојде природно да го прават тоа. Но ти прво и основно мислам дека е многу важно да се произведува здрава храна, за да може да се развиваме нели како луѓе физички, нели на тој физички начин, но сепак и здравата исхрана значи и некаков психички мир, за да дојдеш до таа здрава исхрана, мора да го сработиш, тоа мора да се испотиш. Мислам дека една од по-убавите работи за опуштање е работата со земја. Сега не зборувам за професионално работење со земја, затоа што тоа е многу тешко и мачно и секој е чест на земјоделците и тоа што го прават. Гледаме дека во последните децении нич не им е трудот вреднуван, ми е жал за тоа, но сепак мислам дека ако ние со личен пример барем дадеме еден личен пример на тоа како треба луѓето да одгледуваат и произведуваат храна, сепак мислам дека даваме болен модел во тоа. Се договараме многу често и многу оддавна дека следното интервју ќе го правиме кај тебе, во куќата, во дворот, во таа убава средина и никако не ни успева. Треба да се договориме, нема следното интервју, мора да е така. Да сме здрави и живи на лето. На лето треба да. Да, во бавчето ќе си седнеме и ќе разговараме со сите звуци на природата кои не обкружуваат. Стојан, ти благодарам многу што ми беше гостин во Магична сцена. И јас кажав за тебе дека ти си, кога те гледам тебе, просто сум воодушевен од тоа како ги изнесуваш улогите на свој грб и како со леснотија сето тоа го правиш. Сигурно не ти е толку лесно да ги спремиш, но лесно делуваат кога те гледаме на сцена. Да. А самиот се знаеш колку... Самиот добро си каже, не е лесно за спремање, но да се постигне тоа. Да се постигне тоа е супер. Ги повикувам сите што се од Македонија да ја гледаат представата Секс, лаги и љубомора, се работи за една преубава комедија, каде што преубаво ќе се расположат, ќе ги заборават лошите мисли и лек за сечија душа. Е таа представа и ве поканувам да одите во Струмица да ја гледате представата, па вам ви посакувам да може некако на полесен начин да имаат представата, па вие да одите во градовите да ја представите. Вие треба да дојдете во Скопје на недела и да види представата од Сабајле до Ведна и тогаш би била задоволена скопската публика, а за пошироката сигурно ќе треба да се најде некој начин. Благодарам и ти благодарам и тебе што дојде и што посветуваш внимание на театарот и што ја изнафали представата. Се надевам дека тоа нашиот мобет ќе стигне до ушите на управата и ќе почнат по-конкретно да се занимаваат со гостување. Со гостување, тоа е најбитно. А ти благодарам, Стојано, што еднаш се гледаме во лето кај тебе во двор. Се гледаме.